Fair Play на телевизија Телма е она што вие го следите, а јас ве поздравувам и верувам дека уживате со нашата програма и ова неделно попладне, но ќе бидам уште посреќна доколку ние придонесеме и успееме во следните минути за вас да биде уште поинтересно и да останете заедно со нас. Се радувам што некаде пред крајот на нашата четврта сезона, конечно во Fair Play ќе бидеме домаќини на еден од во моментов најистакнатите спортисти кои што ги има Македонија. И не само во моментов, ќе остане запишан и запаметен во нашата спортска историја, особено поради се она што го направи за нашата домашна атлетска сцена. Би рекла дека предизвика тектонски промени и тоа во позитивна смисла, заради тоа што тој во овој момент е носител на 9 национални рекорди, но досега во кариерата која што му трае нешто повеќе од 10 години како атлетичар, тој дури во 32 наврати успеа да руши национални рекорди. Беше меѓу оние кои што ја представуваа Македонија на летните олимписки игри во Париз, а со сите искуства по завршувањето на тој настап и за се она што му предстои, за неговиот начин на размислување и се што го прави да биде уникатен атлетичар и македонец и маратонец, се разбира гордо каде и да оди го носи македонското знаме, тоа никогаш не го крие, дури го потенцира дека е така. За сите овие нешта денеска ќе разговараме со нашиот Дарио Ивановски. Fair Play почнува сега. Во следните минути вие не го менувате каналот. Веќе најавив дека денеска имам посебно голема чест, затоа што со мојот денешен гостин искрено долго време се договараме да дојде конечно во нашето студио, меѓутоа апсолутно ритмот и сите обврски кои што спортистите ги имаат се такви какви што се. Нам ни преостанува да имаме трпение, но тука сме да ги бодриме, а најважно да слушнеме конечно што се тоа тие прават за да ги гледаме и да уживаме и ние заедно со нив во нивните успеси. Честа, како што реков уште еднаш, да му посакам добри дојде во Fair Play на Дарио Ивановски. Дарио, здраво и многу ми е драго што си. Здраво, ти благодарам многу на прекрасната најава. Благодарам на целата емисија Fair Play, на целиот тим и можам да кажам дека ми е преголема чест што денеска ќе се дружам со вас. Ти благодарам многу, само да расчистиме на стартот една дилема, затоа што некако имаш имидж на некој кој не многу ги сака медиумите, а на страна тоа јас знам дека си добар говорник и соговорник, дека искрено зборуваш на сите теми. Што е сега вистината? Има некоја посебна причина? За сите оние кои што го знаат добро Дарио, знаат колку е уствари опуштен и колку сака да разговара и сето тоа, но сепак вака за излегување за нели медиуми и емисии, тие се во првиот дел од денот каде што јас сум на тренинг или пак сум истрошен од тренинг и сум како овој пат не можам за себе да зборам. Ќе го ставиме тоа за некој нареден пат и се тоа иде така. Плюс секако ти должам вака јавно едно извинување поради тоа што више година и некое време се договараме да направиме некој си вака прекрасен разговор. И ете, сега конечно сум тука, не сум некаде на подготовки, одморен сум. Така да можеме да си разговараме на било какви теми. Да, многу ми е драго. Реков дека нема лутење на овие теми, секако дека имаме разбирање за целото тоа темпо, но имаме што многу да кажеме. Прво да почнеме од овој летен период, сам го спомена, како функционираш во овие денови, кога еве на пример мене ми е топло што воопшто се движам низ град, а ти треба да имаш тренинзи напорни какви што секогаш имаш, така што ти предизвикува ли тоа многу голема тежина или? Така, искрено јас сум човек кој што го сака топлото време, го сакам летото, поради тоа што денот е подолг, си станувам порано, успеам да го менаџирам добро тренингот. Плюс некако ми е олеснително поради тоа што знам дека летно време одам на планина да се спремам и кога ќе одам на планина така психички ми е подобро, знам ајде да го издржам уште овој период додека сум тука, додека е топло. Кога ќе се качам на планина веќе
иако и таму е топло, но сепак е многу полеснително и од овие така топли денови кога ќе се качиш горе ти олеснува. После тоа таму ја креваш целата форма, чим се симнеш тука формата ти е до небо и немаш проблем со топлото, така да за мене не ми представува некој огромен проблем. Така да тоа е тоа. Навика, веќе навика и рутина. Да. Она што е сега најтази искуство, ќе почнам со тоа пред да ги вратам почетоците на твојата кариера, да се навратам на нив. Бевте во Марибор со нашата репрезентација атлетичари, сите на куп и начално видов дека беа позитивни впечатоците, иако сега ти ќе ми кажеш која е вистината, значи генерално какви ни беа резултатите, ти имаше своја победа и супер настап. Не беше ова твое најдобро време на 5000 метри, меѓутоа еве ти дај ми една оценка, значи, можам да кажам дали да сме задоволни? Дека иако моментално сме во третата лига, ова беше европско првенство, тимско европско првенство, можам да кажам дека ние имаме добар тим, каде што јас и атлетичарот Андреас, кој што се надпреварува во скок во далечина, издвоивме победа и можам да кажам дека и останатите атлетичари секако има доста млади генерации после нас кои што се доста талентирани и верувам дека многу малку ни фали да влеземе и да се искачиме во првиот дел или пак да влеземе во втората лига. Можам да кажам за мене лично дека после подготовките, иако не се спремав за конкретно за 5000 метри, како што знаете сите, јас сум веќе длабоко навлезен во маратоното и маратонските тренинзи, сепак кога се работи за Македонија, мене тоа не ми представува проблем, само кратко го сменив тренингот додека бев на подготовки во Фонтромео и поработев малку за 5000 метри, тие пократки делници и побрзи ствари ние што ги кажуваме. И така да од друга страна ми дојде и добро поради тоа што сменив малку тие долги трчања, тие исцрпувачки тренинзи и можам да кажам дека Дарио се уште е брз. Да, се уште си брз. Добро, така сепак ми се наметнува прашањето генерално, затоа што сигурно имало некој пресек и момент кога конечно си одлучил дека маратонот ќе биде фокус. Зошто? Кои се главните причини зошто си едноставно подобар на тие долги патеки, а не на овие пократки? Што ти недостасува? Некои предиспозиции ти недостасуваат или едноставно не го сакаш тој тип на тренинг? Мислам дека јас сум роден да трчам многу. Јас сум роден да бидам маратонец. Поради тоа што уште од многу мал, уште од мали нозе секогаш сум се запрашувал до кај се моите граници и колку далеку можам да одам. И токму поради тоа мислам дека маратонската дистанца е онаа која што ми го дава одговорот и ми кажува кој е Дарио Ивановски. Така да не би рекол дека јас не сум талентиран и за пократките дистанци, но Дарио Ивановски е маратонец, Дарио Ивановски е трчач, кој што се гледа себе си кога ќе отиде премногу далеко. Great marathon form. So here he comes. It's just going to be outside 14 minutes in the end. But what a solo running performance from Ivanovski. Дел од твоите перформански, спортски, да ги наречеме, па дури до некаде и експлозивност, може би си влечат некои корени од пред да почне атлетската приказна, затоа што тогаш си се занимавал со боречки вештини. Меѓутоа и тоа не бил краток период. Теквондо, така? Да, теквондо. Моите почетоци се од мои 6-7 годинки. Започнав ке мене во основно училиште да тренирам теквондо. Пред тоа со татко ми гледавме неколку филмови каде што боречките вештини ми влегоа под кожа и кога видов дека ке мене во основното училиште има теквондо, ја се запишав и бев премногу среќен за тие моменти и можам да кажам дека ми е многу драго што доаѓам од тој спорт поради тоа што теквондото во Македонија е посебен символ поради тоа што имаме моментално и олимписки медалист, каде што сум се дружел, сум тренирал со тие дечки и ми е многу драго што доаѓам од тој спорт. Ми даде некоја си дисциплина, пред се ми го зајакна умот, потоа и нозето, каде што иако после повреда на моето рамо, каде што падна во борба, не успев да продолжам со тој спорт, теквондото, односно боречките вештини,
ми дадоа една сила, издржливост, психофизичка, каде што Дарио Ивановски немало да биде Дарио Ивановски ако не започнал со боречките вештини. Така да. е, така. Ја спомена самиот повредата, на колку години ти се случи тоа, затоа што верувам дека е важно, особено поради начинот на кој што ти си се соочил со целата таа ситуација. Кога беше тоа? Така е. Јас повредата, фактички јас не се повредив на теквондо, се повредив на бразилско џиџицу, поради тоа што паралелно покрај теквондото тренирав и останати боречки вештини и имав надпревар каде што се надпреварував бразилско џиџицу и таму паднав на рамо и на 17 години и јас скршив клучната коска. И на 17 години така се осетив во тој момент, не можам да кажам осамен, поради тоа што не сум бил осамен, но така се почувствував во моментот каде што спортот, односно боречките вештини беа мојот идентитет. И кога се повредив, јас се осетив осамен поради тоа што не можев да го правам тоа. Го нема тоа наеднаш, така е. И тука се здебелив 15-20 кила. И не сакав да се гледам во огледало. Едноставно тие години се мразев самиот себе. И решив, кога го извадив гипсот, се погоди едно такво тмурно време и не знаев што да правам самиот со себе и решив, чекај да идам да искочам да протрчам малку. Кога искочив да трчам, се почувствував како слободна птица. Се осетив дека ова е најдоброто нешто што ми требало и што ми фалело. Баш се сеќавам, истрчав 11 километри еден круг и од тој момент мојата трчачка кариера започна. Тогаш започна? Да. После тоа, јас имам другар исто така кој што се занимаваше со атлетика и му реков кога ќе одиш на тренинг, викни ме кога имаш лесен тренинг да дојдам да џогираме заедно. И тој ме викна на тој тренинг и јас на тој тренинг бев подобар од него, иако тој е атлетичар. И тој беше као, како можеш, знаеш, као, гледај колку си потежок од мене, јас ова го тренирам. Викам, не знам, веројатно талент. А и сега кога ќе си го вратам времето, додека тренирав боречки вештини, секогаш се издвојував. Ти одеше лесно тоа, така да, кога имавме кондициони, спортска предиспозиција. Кога имавме кондициони тренинзи, јас секогаш се издвојував од останатите другарчиња. Едноставно многу ме влечеше трчањето. Сакав да, ако сите прават 50 скокчиња, јас правев дупло, 100. И после тренингот ја не застанував. Значи, спринт до дома, одма на улица, цело време сум бил во движење и едноставно сум го сакал тоа. Да, и сум можел. Значи, едноставно што поише, лесно. Така е, што поише сум ја трошил енергијата, толку поише ми се возвраќала. Да, сега најважно и клучно е тука како тоа понатаму се канализирало, но уште една пред тоа друга тема, тука некаде околу таа повреда и пресврти. Ти веќе сега, откако реализираше многу нешта на спортски план, гледам дека се почесто зборуваш на таа тема и отвараш темата за психологијата на спортистите и нивното ментално здравје. Така е, да. Таа повреда е момент кога веќе си почнал да размислуваш на соочување со секакви ситуации или подоцна ти дојде некоја таква свест, повеќе да контролираш што во твојата глава се случува? Тоа беше моментот каде што сепак на 17 години јас бев многу млад и не можев многу да разликувам што е таа анксиозност или пак спортска депресија. Тогаш беше како само тага. И тогаш го криев тоа многу во себе. Но исто така, од кога започнав посериозно да навлегувам, кога почнав да читам, сватив дека секој има некој товар кој го носи на грбот. И кога ќе почнеш да зборуваш за тој товар, едноставно ти го ослободуваш тој товар од самиот себе. И секој човек, односно секој спортист, треба да зборува. Што повеќе, што повеќе го мачи, ако не е отворен да зборува со било кого, нека збори со било кој, со родителите, дека си најде некоја си сродна душа, но нека не го чува тоа во себе. Така да јас лично можам за мене да кажам дека од кога почнав да зборувам и кога почнав да размислувам уствари на тие теми, се изградив многу по-силно карактерно и верувам дека на секој му е потребно да разговара. Не е само да
не е само ако си машко дека треба да трпиш и да го чуваш тоа во себе. Колку што треба да си силен, толку треба и да си гласен. Со кого најчесто има некој што најдобро знае да ги разбере сите тие нешто што ти имаш потреба понекогаш да ги кажеш, а се поврзани, верувам, често стрикно со спорт, понекогаш и надвор од спорт, се разбира, меѓутоа? Така е, имам неколку мои блиски другари кои што се малку понастрана, не се тие спортисти, но некогаш и треба да не мора да биде спортист за да те разбере. Исто така на овие теми разговарам и со мајка ми. И мајка ми исто така премногу ми помага. Некако на страна од спортот и од кариерата знае да ме потсети кој е Дарио, кој е оноа дете како мал, кој е таа насмевка. Знае да ми ја врати насмевката од детството. Така да многу ми е битно советите од мајка ми од тој момент каде што само е доволно да ме погледне и да ме потсети на некои моменти каде што сум бил среќен и без ова што сум денеска. Што ти се случуваше после настапот на Олимписки игри? Многу олимпици сега веќе, еве Мајкл Фелпс, да го споменам како можеби еден од најстакнатите, зборува за постолимписка депресија. Затоа што таму спортистите добиваат преголемо внимание, притисокот е преголем, очекувањата од страна се големи, очекување и желби имаш сам со себе, како сакаш таму да поминеш и кога ќе минеш целта, кога сето тоа ќе се стиша. Логично е сега тука да има лавина и на емоции и се останато. Како ти беше тебе по завршувањето на настапот? Така, првиот момент кога ја затворив вратата дома во мојата соба сам, кога останав самиот со себе, првиот момент што ми дојде во мисла е што понатаму. Поради тоа што главата ми беше премногу гласна внатре во себе. И кога го почувствував оној мирот, или кога останав сам со себе, тука ми дојде многу тежок период, искрено, поради тоа што да стигнеш до Олимписки игри, посебно македонец да стигне до Олимписки игри, без разлика дали отишол со вайлдкарт или отишол според ранкинг како мене, или пак изборил пласман или норма, до самото тоа што ќе отидеш на Олимписки игри е исто како јас велам како да правиш некој научен експеримент. Јас со самото тоа што се пласирав на Олимписки игри, мене ми требаше цел живот. Значи јас цел живот сум се замислувал како сум на Олимписки игри. Цел живот сум се водел во животот дека јас тренирам, живеам за моментот каде што влегувам во финиш победа, значи уште од мои 6 години. Прво сум се замислувал како борец на Олимписки игри, па после тоа како тркач и како тркач, поради тоа што пред Париз јас се подготвував на пократките дистанции, пробував да се квалификувам на 1500 метри. Кога завршив оној маратонски олимписки финиш, тој момент за мене беше како еден крај и нов почеток во мојот живот. Премногу сум горд што го завршив тој олимписки маратон, поради тоа што буквално го жртвував и здравието и животот јас да бидам таму. Јас во 5 месеци истрчав 4 маратони. Тоа беше Скопски маратон, државно првенство. После тоа беше Валенсија, 2:11, па Севилја, па Ротердам. Моментот кога го истрчав Скопскиот маратон, тука си реков имаме шанса, имаме голема шанса. Идеме фул фокус у Валенсија. Валенсија истрчав 2:11 и тука јас веќе достигнав највеќе поени и каде што ми беше загарантирана вайлд карта. Но тој момент ми дојдоа некој си мисли зашто да не го искористам моментот кога сум спремен и кога сум сигурен во тоа дека јас можам да истрчам и норма, да се потрудам да истрчам и норма. Така е. Еден маратонец во годината треба да истрча 2 маратони во годината, а јас истрчав 4 за неколку месеци. Тука реков ќе се жртвувам, па макар и по цена на здравје.
се помирив со тоа и фул фокус во Севилја. Севилја. Таму ме прифатија И вредеше. Така. Да. И таму ме прифатија како елитен тркач. И таму го истрчав моментот 2:08, каде што ден денес како ќе ми текне на тој момент, си викам Се уште помалку најубавиот момент неверојатно во мојот звучи живот. или веројатно е, речи, на толку тренирање и како веројатно. Не, како во твојата перцепција? Да бидам искрен, јас после секој маратон можам да напишам за тој маратон книга. Маратонот е единствената трка каде што после маратонот јас го наоѓам мирот и после маратонот јас секогаш плачам. Секогаш ми одат солзи на очи. Кога ќе го завршам маратонот, кога ќе останам сам во тој момент, дали во собликувална, секогаш плачам. Тогаш ми излегува тогаш си се навраќам на оние моменти каде што сум бил сам оставен, што се вика на најтешките моменти на тренинзи, каде што не сум знаел со себе што да правам, поради тоа што 200 километри неделно, недела за недела, и тука во моментот не си ти само трчач, тука си ти преку неделата и спринтер, и тегови, и исхрана, и психолог, и сето тоа си доаѓа. И не е само животот, нели, атлетика и маратон. Тука доаѓа и многу повеќе, и обврските, и секојдневните случувања и слично. Убаво го рече тоа, можам да напишам книга, сега немаме толку време, но вака накратко, кога се навраќаш на таа олимписка трка, односно настап, бидејќи верувам ова е можеби едно од првите или прва прилика да објасниш што точно таму се случи. Знаеш, јавноста коментираше, не верувам дека е всушност важно на другите да им кажеме, туку ме интересира што со твоето тело и твојата глава таму се случуваше, затоа што не се откажа, меѓутоа не беше лесна трка, тоа е јасно и повеќе од јасно. Јас после Севилја, од кој истрчав 2:08, ми фалеше уште многу малку секунди. 2:08.26 е мојот најдобар резултат. Ми фалеше 2:08.10 да влезам јас со не со ранкинг, туку со норма. Седнавме со Игор, што да правиме, знаеме дека сме луди по донесување на вакви одлуки. И си реков, ајде да пробаме уште еден маратон. Дали беше паметно, дали не знам, но во Ротердам се потрудив да истрчам норма, но тамо истрчав 2:14, веќе телото ми беше кракирано. Но преголемо искуство е, сепак јас се квалификував за Олимписки игри и од кога дојде редот пред оние 2 месеци пред Олимписките игри, заминав на подготовки во Франција. Тамо пробував да се вратам ментално, психофизички, но телото мене не ми издржуваше. Значи веќе преморен беше. Преморен, да. Имав проблем со бубрезите, кои што не го знаат тоа, не сакав да го зборам, нели јавно и сите да го знаат. Имав проблем со бубрезите, каде што многу ме кочеа да се опуштам на тренинг. Додека бев на планина, многу ослабев, од 63 на 57 кила паднав, што не ми падна и мускулатурата и оној машки мут и сила и сепак за да издржиш еден маратон не е само да си слаб и издржлив, треба да имаш силна мускулатура каде што треба пред се да те издржи телото. И јас се трудев само да останам што поздрав и да го издржам тој момент и сепак од кога отидов во Олимпиското село, тамо 3 недели условите за тренинг беа многу тешки, поради тоа што тамо е премногу, иако е доживљај, е прекрасна атмосфера, за маратонци е многу тешко, бидејќи јас бев 3 недели тамо и тренирав 3 недели на трака. И тамо уште повеќе дехидрирав, поради тоа што беше многу топло. И утекот на трката... Пред трката имаше голема трема? Искрено не. Уживав во секој момент, но не знаев дека мене уште на 4-тиот километар ќе имам повреда на стапалото. На стапалото ти беше доле на стапалото. Добро. Па потоа почнаа грчеви поради дехидрираност. Искрено, кога направив јас снимка на стапалото, се гледаше една мала пукнатина, каде што од толку многу голем напор, мала пукнатина сум имал на стапалото, што замисли.
колку било тоа истрошено, каде што од премногу лупање, трескање на нозете пукнал некој дел. Коленото исто така ме фати и крајот на се беа бубрезите, каде што нели ми беше дехидрирано телото, да. И сепак во таква ситуација јас издржав и го завршив маратонот и можам да кажам дека лично за мене јас се чувствувам како херој после таа маратонска тебе ти е голема победа. Поради тоа што јас сватив дека кога се работи за Македонија, јас оставам се само за Македонија да ја представам во најдобро светло. И сепак кога завршив со насмевка. Колку и да бев повреден и скршен. Има една твоја изјава која што гласи не може да боли толку многу колку и што јас можам да поднесам. Па како? Како? Ова ми е мене необјаснило. Како? Како тоа уште малку, ајде уште малку, може уште малку, до каде тоа може да оди, нели? Тоа е уствари Дарио Ивановски. Тоа е Дарио Ивановски уште од 6 години кој што се занимава со боречки вештини и тоа е Дарио Ивановски каде што секогаш сум се наоѓал сами од себе кога ќе отидам премногу далеку. Значи на моите маратонски тренинзи секогаш Дарио Ивановски бил оној кој што ќе излезе и кој што ќе направи едно долго трчање и каде што го интересираат секогаш до кај му се границите. Тие границите, тоа е многу важна тема, е нешто кое што сепак кога остануваш сам со себе, колку и да тренираш, колку и тоа да се анализира, да се мери и така натаму, кога ќе дојде моментот на одлука на тебе дали навистина сега ќе продолжиш уште малку или не може, до тука било. Си имал моменти кога си се довел во сериозна опасност поради тоа можам уште малку? Да, многу пати. Многу пати додека сум пробувал да го најдам одговорот, можам уште малку. Да, добро. Некогаш и сум одел над границите од тоа што треба. И што тогаш? Што? Што има? Има повреди, не дај Боже, не знам. Има, така е, да. Има повреди, има некој си мал ментал бурнаут, што го викаат спортистите, но сепак едноставно тоа е дел од спортот и што повеќе те интересира, ќе го најдеш одговорот. Така да од тие случувања каде што некогаш сум претерувал, позитивна ствар е тоа што имам многу повеќе искуство сега и каде што еден ден, ако бидам јас тренер, а ќе бидам тренер, моето знаење ќе биде перфектно пренесено на останатите кои што јас ќе соработувам со нив. Како се едуцираш, ово што преска ми стои во главата, многу важно. Значи, на кој начин, како, каде успеваш да си ги зголемиш своите и подобриш своите знаења, затоа што буквално сте заедно со Игор како тим пионери во X работи што се однесува до македонската атлетика, тренажен процес, поместување на границите, вие сте први кои тоа го правите во пракса. Може би е полесно ако ти земеш тренер кој има големо искуство, кој веќе создал маратонци, олимпици, спортисти, па веќе знае какви инструкции да ти даде. Вие многу нешта верувам сте изгубиле време да ги испробате, па дури потоа да знаете дали функционираат. А времето е скапоцено во една спортска кариера, да не се лажеме дека е скапоцено. Како тоа го правите? Како се едуцираш? Уште од крајот на 2000 и почетокот на 2017 година, јас уште од тогаш тренинг програмата си ја правам сам. Заедно со Игор. Игор е мојот тренер, официјален тренер, каде што тој ми го покажал патот, ми го трасира патот и ми го чисти патот, ми олеснува. Секој тренинг е со мене, се жртвува со мене, но тренинг програмата во Македонија не ми ја прави никој. Тренинг програмата си ја правам сам. Што значи тоа? Од првиот момент кога започнав да тренирам атлетика, јас не сум прекинал да се едуцирам, да копам, да истражувам, да разговарам, да примам совети и од побрзи и од послаби од мене. Дури пак ми се случувало и да разговарам на теми каде што со тренери каде што не се ни во атлетика, еве на пример со многу фитнес тренери да разговарам. Чекај, што ми фали да го подобрам ова? Во ред. Сум разговарал и со многу тренери надворот од Македонија кои ми помагале. Сум разговарал со многу силни атлетичари. Еве сега каде што тренирам, кога се подготвувам со тимот на ASICS, таму има многу
страшни спортисти со огромни успеси каде што црпам многу знаење. Сега последниот камп каде што бев со нив, јас тренирав со Ричард Рингер, тој е европски шампион од Минхен, европското првенство во маратон, 2:05 маратонец. Научив многу работи. Не е себичен, според ова? Не, Има несебично споделување на знаење. Воопшто. Знаете како што понапреден е спортистот, толку повеќе е отворен да едноставен, да ги каже. Да дава совети, да. Така да се навратам на темата, со Игор како започнавме, иако тој мене не ми ја прави тренинг програмата, Игор е оној кој што кога мене ми течат солзи, на него му течат пута 3 од мене. Тој е секогаш со мене. Тој е секогаш со мене на тренинг. Што и да ми треба, тој е тука за мене. Така да не мора тренерот тебе да ти ја прави програмата за да ти е тренер. Доволно јас можам, како што рековте, да бидам да соработам со други тренери, но дали тој ќе те гледа така со таа љубов или само ќе те гледа додека напредуваш. Треба да е човекот со тебе и кога имаш резултат и кога правиш резултат и кога си на најниска точка. Да, кога нешто не оди по планот или кога не си во состојба во која сакаш да бидеш. Кај нас љубовта преовладува секогаш. Имате една неверојатна дисциплина, Игор е воено лице, а ти си пример на македонски спортист што служел воен рок доброволно. Така. Што тој влијаеше на ваквата одлука, зошто го направи тоа? Твоја лична желба била? Целиот мој живот сум сакал да бидам војник, да бидам така, сум се гледал во униформа, да бидам така борец за нешто, да чувам некого. Така да тоа е еден склоп на мојот менталитет, каде што Игор е исто така од моето мало, ние сме од Илинден и таму сме се запознале. Така да се случиле некои работи каде што нешто кликнало и сме се споиле и во 2016 година. И какво ти беше тоа искуство? Дека знаеш особено голем дел од мажите, децата особено помали, им изгледа нив тоа страшно служење воен рок во поново време. Тогаш сакав да работам паралелно во војска, поради тоа што јас не очекував дека ќе влезам волку професионално во спортот. Но поради тоа што веќе почнав многу силни резултати да правам и реков, окей, морам да се посветам 100% во атлетиката, односно во маратонското трчање, за да можам да направам и резултати. И благодарејќи на таа одлука, што се биле тешки моменти, поради тоа што кога веќе сите работеле, јас сум морал малку да се тргам и да тренирам и да бидам посветен и да се жртвувам, но благодарејќи на тие моменти, јас сум ова што сум денес. Имаш ли вака буквално на прва информација или само свест, кои ти се најсилните страни како спортист, а кои најслабите? Не можам да кажам ни за едното, ни за другото во моментот. Значи, секој спортист, ако каже дека е перфектен, лаже. Нема ниту еден, ни најсилниот на светот, не е оној кој што нема страв, токму и најсилните на светот се плашат највеќе. Сите се плашат да не загубат. Можам да кажам дека за мене лично најсилните страни се оние кои што, како што рековте и вие, не можеш толку многу да ме газиш колку што јас можам да истрпам. Значи, можам многу да трпам. Кај мене, јас не го гледам спортот како победа и пораз, туку само го гледам како победа и себе надминување. Така да, верувам дека сите спортисти треба така да гледаат. Има ли сега се уште реален простор за себе надминување, затоа што веќе имаш респектабилни резултати, меѓутоа верувам дека кога човек продолжува да тренира, останува во една приказна, секогаш има нови цели, мора да има некоја цел и мотивација. Така што знам дека е тешко да се изразуваме со бројки, особено во вашите дисциплини, тука играат многу фактори улога, но така, имаш ли некои идеи, некои желби? Да бидам искрен, после Олимписки игри многу мислеа дека готово од тој момент јас ќе се пензионирам и ќе се трчам сам за себе, но јас велам дека Парис Олимписките игри беа само почеток на мојата кариера.
јас верувам дека од сега јас влегувам во сериозни води каде што веќе јас размислувам и за не само за следната олимпијада, туку размислувам и за медал на следните олимписки игри. И мене не ми е ниту срам, ниту страф од ова што го кажувам, поради тоа што си ги знам моите способности, си ги знам сега и слабите страни многу повеќе. И знам дека многу малку со овие тренинзи, со овој тренинг камп што ми го возможи ASICS, знам колку сум поталентиран од останатите атлетичари, поради тоа што тие се родиле со перфектни услови. Јас сум се родил каде што сум морал да истражувам и верувам дека сум многу поголем талент од нив и верувам дека сега ми дадат годините за маратон. Сега сум во најдобрите години поточно за маратон, каде што од овие години јас влегувам во пикот и во најдобрите години за маратон, така да следните олимписки игри во Лос Анџелес, доколку се квалификувам, здравје да, дека ќе гледате стварно врвот, ќе ме гледате стварно врвот во елитата. Ќе менуваш ли многу во твоето секојдневие и тренажен процес, затоа што како велат, ако ти сакаш да бидеш на некое место каде што не си или да бидеш некаков поинаков од ова, тогаш мораш да ги промениш твоите навики или нешто што правиш. Така инаку секогаш спортистот мора да го менува планот и тренажниот процес, па некогаш и кога му оди, дека му оди како што треба. Поради тоа што да не влезе во комфорт зона. Точно. Поради тоа што и не секогаш истата програма ќе ти влијае и исто како што и тренизите, како што ти влијале предходно, пример, кога сум истрчал 2:08. Некогаш треба и да направиш промена, некогаш треба и да појачаш, некогаш и треба малку да олабавиш за да бидеш подобар од тоа што си. Значи ќе менуваш, тоа е дефинитивно, ќе има нови тактики, нови нешта во тренинзите и така натаму. Веќе сменив малку во тренажниот процес, каде што со 2-3 недели разлика, јас се осетив многу подобар, секако и с храната игра многу голем удел, фитнес вежбите и сонот и целокупниот. Со храната имаш проблем или не? Дека знаеш како викаат, многу е тешко ако треба, ај што некои работи не смееш, да речеме така, туку ако треба да внесуваш некои нешта, а ти не сакаш. Значи, за да може тие некои нутритивни работи ја апсорбираш. Сите знаат колку голем гурман сум и колку сакам да готвам и колку сакам да пробувам специјалитети и колку сакам да јадам. Значи, благото ми е мене една од најслабите страни и најслатките страни во мојата спортска кариера, каде што некогаш и после маратон знам и да си се опуштам и едно 5-6 кила да си качам, поради тоа што знам дека некогаш не треба да јадам толку многу, но сепак си викам, ако јадам, ќе бидам посреќен и ќе ми даде мотив да тренирам после тоа посилно, за да не размислувам, поради тоа што знам дека ќе дојдат денови каде што ќе можам повторно да јадам. Отколку порано каде што секогаш сум мислел дека ако јадам дека треба да се казнувам самиот себе и да се мразам самиот себе, јадев ова, утре ништо нема јадење. Значи не така. Не, никако. Сепак ние сме живи душички и треба да му дадеш на телото тоа што највише сака. Сепак храна е. Да, во ред треба некогаш и да се одречеш од тие задоволства и брз допамин, каде што не се многу лесни на дофат, но некогаш и е окей да уживаш во тоа што го сакаш, сепак Според тоа што кажуваш, немаш некои тешки измачувања, значи си наоѓаш баланс. Си наоѓам баланс, да. Сепак на Дарио секогаш му се јаде, некогаш повеќе, некогаш помалку. Да, многу искрено го кажа, така што најслаба страна ми е благото, значи јас уживам благо кога јадам и сакам да правам и да правам торти и колачи. Да, знаеш да правиш тоа се. Да, правам, дефинитивно, но избегавам да ги правам поради тоа што ако ги правам, јадам се. Да, добро, страдаат и тие одоколу, зошто секој сака убава торта да јаде, Дарио да направи, например. Океј, значи во месец септември ќе одиш на светско првенство. Така. И тоа во Јапонија, а разбрав во меѓувреме дека тоа ти е една од омилените земји и народи, а тие имаат една посебна филозофија на функционирање, што некои луѓе знаат да речат, на светот постојат луѓе и јапонци. Така што, зошто? Прво, зошто толку ти се допаѓаат и второ, како се чувствуваш во врска со тоа што ета таму ќе имаш некоја нова шанса за настап?
да целиот мој живот сум се водел според таа јапонска култура. Ете, уште од боречките вештини, како мали што сум ги гледал филмовите, аниме, сериите, цртаните, значи сум раснал со Dragon Ball, со Наруто. Денеска гледаме исто така многу интересни аниме серии. Имам другари кои што се обседнати со аниме серии, па дури имам еден другар каде што научи јапонски преку аниме серии. Подобро да разбира сето тоа, да. Да, и целиот мој живот сум сакал да идам да ја посетам таа држава, односно Јапонија. И ете сега спортот ми пружи да прв пат ќе одиш сега? Прв пат ќе одиш сега, така што одблиску маратонот да ми пружи шанса и не само што ќе се шетам таму и ќе можам и да покажеш што знаеш во моментот, така имаш до тогаш време иако. Така е, да. И да секако да се надпреварувам на улиците во Токио. Така да тоа е тоа. Влезен сум во ранкингот од 100 атлетичари, јас сум 75-то место. Многу среќен за тоа. Тоа е жртвата исто така на претходните маратони, каде што јас од тие маратони издвоив пласман. Таму и го заслужи и респектот, може би уште поважно отколку сите тие и бодови и така натаму, меѓутоа и респект меѓу тие елитни. Така е. Таму ќе ми биде и тимот каде што тренирам моментално во ASICS тимот. Да. И сите патишта водат кон Токио. Драго ми е за тебе што ќе го имаш тоа искуство, а кажав, тоа секогаш го повторувам, навиваме за сите македонски спортисти, така и за тебе, да не ја заборавам Холандија. Дека често и кога ќе се слушневме, ти знаеш да кажеш дека си таму и одиш таму. Има понекогаш и објави дека си таму, често патуваш на таа релација си, ти се допаѓа таму? Премногу ми се допаѓа Холандија. Има некои други причини можеби што одам таму да се подготвам исто така да тренирам, но таму имам и друштво каде што со тие другари јас сум израснал тука, тие се оцелија таму да живеат и почесто одам таму да тренирам, плюс и седиштето на ASICS е таму и често одам таму на состаноци и слично, така да се ми се поклопи. Така, си имам некој си убав круг на луѓе околу мене, каде што и покрај спортот и спортистите околу мене, имам и другари каде што тие се биле со мене уште Дарио пред да биде атлетичар и кога сакам да сум Дарио, Дарио уште од мали без спортскиот багаж Дарио, тогаш со нив. Тогаш сум со нив, да. Уште една работа да не смееме да ја заборавиме, нема никако, а тебе ти е љубов, тоа се моторите. Да. Тука има сигурно и малку и ризик, тоа со моторите секогаш се поврзани со ризик, меѓутоа без разлика, кога е нешто задоволство е задоволство. Тоа е одамна, е таа приказна или од поново време? Да, многу одамна за моторите можам да кажам тука дека татко ми е виновник, кај што ми влегле под кожа моторите, значи татко ми моментално е во пензија, тој целиот живот беше во моторното деление во МВР, така да татко ми е пензиониран моторџија. Со уште од многу мал со него сум го слушал како разговара со колегите, правим такви моторџиски муабети и уште од тогаш ми влегло под кожа моторот. Премногу сакав уште од мал да возам мотор, но тој не ми дозволуваше, секако нормално. Моторот исто така го доживувам како маратонот. Со моторот е местото каде што го чувствуваш истото како кога трчаш, истото задоволство, само не те боли. Не те боли, да. Можеш исто така да отидеш премногу далеку. Така да моторот е исто едно од моето задоволство каде што ми го лечи умот и е моментот каде што сум со самиот себе. Така да моторот за мене е една таква сладка занимација каде што ми ги чисти мислите, можам да размислувам самиот со себе, да сум конектиран со природата. Да. Така да и релаксација. А се обседнуваш тоа каков да биде моторот, има ли вакви делови, сакам ваков модел, сакам понов модел, има такви обседнувања или не? Конкретно сум обседнат со највеќе ги сакам оние ретро моторите, чоперите, колку сакам и да ги поправам. Не се разбирам премногу во механиката, но ми интересира. Тоа редовно оди заедно. Така, речи си секој моторџија нешто разбира од сите тие нешта, да, уште многу мал имам другарче каде што тој е моментално механичар и
премногу се разбира во тој дел, во механиката. И ние како мали сакавме од оние што се формули како мали формули детски на батерии што се на вакво, сакавме на точак да склопиме да направиме мотор од точак. И ние бевме 24 часа во гаража кај него и пробувавме од точак да направиме мотор. Секако тоа беше невозможна мисија да го направиме, но така уште од мали нозе ни беше пасија. Дали има љубопитни деца, нека си атлетичари или можеби спортисти од некој друг спорт, што ги интересира, па што те бараат, па што бараат од твоето знаење да нешто да земат и да добијат? Да, има и сум сигурен во тоа дека имаме ние многу таленти во Македонија. Ние сме многу здрави деца. И верувам дека на тие деца им треба што повеќе да гледаат некој како Дарио, поради тоа што тие се многу поталентирани од мене. Зашто стварно сум бил сведок на дечиња кои што ме прашуваат за совет, поточно после тие неколку подкасти што ги имав и стварно има многу дечиња кои што се нашле и кои што биле како ја што сум бил во тој период и навистина имаме таленти и стварно треба тие таленти некој да ги погледне и треба да се сватат посериозно, поради тоа што иако сме мала држава, но сепак сме здрави луѓе. И мислам дека можеме да направиме нешто. Така да тоа е тоа. Јас искрено помагам на неколку атлетичари каде што напредуваат се повеќе и повеќе и верувам дека има многу поголеми таленти, не само во маратонските дисциплини и тркачките. Имаме доста силни луѓе и можат да напредуваат и во фрлачките спортови. Значи имаме премногу силни луѓе каде што можеме да имаме предиспозиција, да, можеме да имаме и фрлачи и можеме да имаме прекрасна атлетика. Да, ама треба многу работа, упорност. Треба, да. И се останато што рековме, добро е дека сте овде да покажавте дека е возможно. Треба и да им се даде малку шанса. Треба да им се каже дека можат тоа да го направат. Треба да им се овозможат малку повеќе услови, да бидат малку сигурни во тоа што го прават, а не кога дојдат на 18-19 години веќе да морат да работат нешто друго, поради тоа што екзистенција и други нешто. Да, дефинитивно. Разбирам. Реков пред малку, но некаде сум пред крај, знам дека не сакате да се разфрлате со бројки, ама еве сепак ќе прашам. Што се однесува до маратоните, има ли некоја категорија во која што целиш и сакаш да бидеш? Во бројки претворен. Така е. 2:08:26 е мојот најдобар резултат. Според сите тестови кои што ги поминав изминатиот период, според сите оние следење на перформанс со останатите атлетичари кои што се спремавме во Фонд Ромеу, јас покажав многу подобар перформанс од нив, а тие се по 2:05 маратон. Тие имаат 2:05. Така да мојата цел ќе биде 2:05:50 до 2:06. После тоа не знам дали би можел подоле, но 2:05 до 2:06 мислам дека сум спремен. Меташ дека е реална? Да. Реална цел за достигнување. Да. Океј, ќе завршам со едно вакво прашање. Верувам може горе-долу да се даде дефиниција што би била успешна маратонска трка. Прво, веројатно, да си здрав и жив, да се чувствуваш убаво додека сето тоа трае и на крај резултатот да биде подобар од секој до тогаш што бил. Меѓутоа, ако животот го преточиме да биде како маратонска трка, има ли некои работи кои што сакаш да бидат неизоставен дел? Во врска со животот генерално. Значи не само спортот, туку што се друго во животот што можеби го имаш, а дел од нештата можеби ги немаш, сакаш да бидат дел од таа така наречена трка, што ти е важно. Покрај маратонот секако нормално е. Понатаму во животот сакам да створам свој тим, да створам секако семејство и каде што ќе можам и понатаму во животот да помагам на спортисти, да продолжам иако ќе ми заврши кариерата, да се трудам во оваа држава, да понатаму да создавам и да оставам добар пример.
И дај Боже да биде така. Јас ти ги посакувам сите најдобри нешта, здравјето што е најважно на спортистите, многу среќа во се што ќе правиш. И ќе кажам за крај искрено, вредеше што бевме трпеливи и чекавме. Секогаш е инспиративно да се слуша над твоите начини на размислување. Се најдобро до некоја наша следна прилика. А се надевам ќе се видиме пред се за нови добри резултати, па се останато што ти е дел од твоите планови. Ви благодарам многу уште еднашка што сум дел тука со вас. Благодарам на целиот тим и верувам дека ќе се дружиме нареден пат со многу поише остварени цели и успеси. Ти благодарам уште еднаш многу. Ова беше нашиот Дарио Ивановски во денешното издание на Fair Play. Не се сомневам, се надевам дека ова на некој начин ги задоволи вашите очекувања заради тоа што да, оние кои што, како рековме, кои што имаат убави и големи успеси, веројатно и најчесто наједноставни луѓе се знаат тоа лесно и едноставно да го објаснат, да биде и за нас блиско и разбирливо. Ние ќе се видиме со нови спортски теми следниот викенд. До тогаш ви посакувам да уживате во овие летни денови и секако да бидете заедно со програмата на Телма.